но од што ќе ја запалиме таа светлина? Од каде ќе примиме светлина, како што пееме во славната ноќ и светлата ноќ на Воскресението Христово, кога излегува епископот да го објави Воскресението и ве повикува да пристапите и да примите светлина, држејќи светилници запалени во рацете од невечерната светлина и да го прославите Христос кој што воскресна од мртвите. Во таа ноќ свештеникот само го парафразира оно што Христос го говори во денешното Евангелие. Така да свети светлината ваша во овој свет, за да луѓето гледајќи ги добрите дела ваши, го прослават Отецот ваш кој што е на небесата. Но мораме да пристапиме, драги браќи и сестри, и да примиме светлина. Да ги запалиме своите светилници од изворот на светлината. Од оној кој што е светлина, од светлина како што читаме во символот на верата. Или како што пееме во славословието на крајот од утрената непосредно пред да почнеме со светата литургија, во Твојата светлина ќе видиме светлина. Гледате како целокупната химнографија на црквата е проникната со пристапување кон светлината и со примање на светлина. Токму тоа го направија овие свети оци, чишто спомен денес чествуваме, и затоа ги нарекуваме наши просветители. Не само заради тоа што тие просветлуваа и ја рефлектираа светлината Христова во овој свет. Туку сетете се најпрво, браќи и сестри, тие примија